Добродојавте назад во Edge of the Box, 16 епизода. Денес ќе имаме гости. Верувам дека денешниот гостин го знаете од многу места. Театар, комедија, Бубамара, на линија со Тино Јатанас и еден куп други проекти, филмови, представи. Добродојдете нас во нашата емисија. Добро, најдов, фала ви на поканата да гостувам на работ на 16-никот. Thank you што дојде, баш ни значи. Како се сеќаш во студио, кажи ми? Брат, од кога дојдов, многу пријатно. Не очекував дека има толку модерно студио. Башав дека што се наоѓаме на локација со приватен паркинг. Знаеш, ми изненади шампањот од господинот. Ова беше првата епизода што ни текна на тоа. Да. Не сме го правиле претходно, ти имаше честа прв да бидеш. Фала ви. Стварно, не бе, супер, тераме. Да, кажи ми пред да почнеме со фудбал, малку за тебе што се дешава периодов. Бубамара пројде скоро. Печатат си некој од тоа, кажи ми. Мене беше многу интересна делот што го гледав. Цела не гледав секако, така да... Не издржа така. Многу обршалам. Ја гледам цела секогаш, пуштив покасно, моја грешка, така да ми се свијавте многу ти и Тино. Кажи ми како си предав. Фала ти, еве сега од кога легна впечатоците од сите и дознавме реакциите од сите луѓе да видиме како они си прошле. Претежно се позитивни коментарите и луѓето се забавувале, убаво си поминале. Ја мислам дека оваа година беше една по, како да кажам, модерна, интересна фраерска Бубамара. Сите изведувачи беа на ниво, фантастично светско ниво, делуваше се. Много беше добра, да. Се добро. Имаше и странци, дали е прв пат тоа? Не е прв пат, секогаш доаѓаат. Кога ќе има прилика, мислам, се појавуваат. Американци, енглези имаше. Може. Јас од кога памтам, да. Да, многу ми се свеше мене тој дел, така да доста енергични настапи. На ниво година овој ептен. Рече претежно добри коментари. Што се лошите коментари? Па не знам да некој не му се допаѓа, не може све да се допаѓа така. Ама не е вајда да каже некој директно водителот не ми се допаѓа. Не, бе, секакви има пати, не само водителот, не ми се допадна микрофонот, не ми се допада ништо не ми се свиѓа. Знаеш каков тип на луѓе има? Ништо не им се допаѓа. Ама добро што ги има такви, знаеш? Да, бе, да. И добро што нема нас вакви, добро што секакви што не има. Како е чувството? Знам дека сега си искачаш ти, мислам, театарска представа е сигурно првиот момент што си искачил пред публика. Има разлика Бубамара, има разлика Edge of the Box подкаст. Па да, се е различно, ама па и слично на многу аспекти, на пример, возбудата како секогаш кога треба да се јавно да се говори, да се настапува пред луѓе, секогаш по различно има се подкренато нивото. Уште имаш трема? Секогаш има. Така? Баш Ако немам трема, значи нешто не е кој што треба. Нешто не е, не си се трудел да. Не се држиво. А доаѓаш кај нас сите, немаме ние скрипта, некоја не знаеш ушто доаѓаш, така да. Ама видов, јас си проверив, мислиш дека не проверив. Домашното не пишеме. Видов, беше интересно тој еден што беше тука, не знаеше добро македонски, го поправавте цело време, се шалам. Многу го сакам фингерман. Многу си поминавме и снимавме некои видеа со него, многу забавен. Стварно е. Добар дечко, толку ентузијазам за следење на спорт. Не знам дали постои. И ентузијазам за Македонија. И тоа го разбирам. Да. Тоа го разбирам. Доаѓа од Германија и вика: "Види овде што све има, човече." Нереално. А ја па со него имам смешна прича, овој го зборев на цела екипа, ја му пишувам на него говорни пораки на англиски. Он ми враќа на македонски. Ја упорно на англиски си викам. Културен е, може преведе, ми пише само на македонски. Стига пред куќа, братот цепа македонски, дебармалски, чист. Јас си викам, немој, молим те. Јас спремен дали да менјам скрипта на англиски. Да, дали да менјаме на англиски, знаеш, ако нешто не му е згодно да треба. Не, он го научи јазикот, многу интересно. Право, јас стварно, колку ми е интересно вака дека за гостин прв пат вака да спомнеме. За други нешто имаш замерки, коментари? Не, немам замерки, ова не беше замерка, ова беше само коментар. Коментари. Не, немам, супер беше, Столе Димитриевски. Се снајдов па што го пишува. Ама знаеш дека е тук. И тоа е добро за што кога дојдов, да, нели видовме кои дресови се. Секоја епизода се истите. Да, не искара да менјаме, ама имаме ли други дресови? Имаме други дресови, че го многу страф имам од промени. И се чекајте, не ви правите притисок. Тоа е нов дрес, таму има нов дрес, ова е нов дрес. Ова се само легенди. Тоа е таму нов дрес. Само легенди, да. Само легенди има тука. Таму е кантонато. Меси и Димитриевски се првите. Не, ова не знаеме дали е Меси. Ево, јас го откривам Меси. Треба да збрзнеме со снимањето, зашто? Затоа што вечер играат Македонија и Данска. Сега вртиме све ово интро, починеме на тема малку фудбал. Каже дека сакаш што е можно побрзо да завршиме овие глупости што ги снимате.
за да идеш да си гледаш дома со синчето фудбал. Раскажувај ми за Македонија Данска. Реков така за овие глупостите? Мислам дека бев поригорозен, сега ти благо сакаш да ме представиш пред јавноста. Кажи. Што кажувам се за колку е? Сега е 20 минути до 7 часот, колку е 8:45. Добро, ќе стигнеме. Ова све што е снимено е пред утакмицата, така да сите predictions ќе бидат. Вие што мислите? Не најскам, што мислиш? Ајде Кире проти. Ја мислам кога се дозна баражот, си реков, тоа е тоа, не идеме дале. Не сме доволно добри за ова, ама како се ближи денеска, сум многу excited и чувствувам дека имаме шанс. Сте приметиле бе дека со Македонија е секогаш истото чувство како со некоја девојка што многу ја сакаш, ама многу ја сакаш и за неа, ама не е твоја лига. Да. Знаеш како, ама многу ја сакаш таа девојка. И за неа за да и пристапиш во оделение или во клас средно школа си, учиш песни, учиш 4 вица, да бидеш спремен за било каква ситуација. Ги размислуваш сите опции, ако дојде на скали, ако се сретнеш што ќе кажеш, но и пак на крај она вика ја го сакам Михајло од 8 Трето А Б. или од трето, да. Е така ми е со Македонија Така е. чувството. Толку Така е. многу ја сакам и толку цело време и пак некојаш кога ќе изгуби ми е катастрофа. Ама некојаш кога ќе ми се насмее ќе на упали. скали, викам па ова нереално. Например, Аце Трајковски кога се случи тоа што се случи, ја на телефон бев со Синиша Ефтимов и вик, овој не беше разговор, тоа беше како Ја бев Сите го правевме тоа. Ја Сите бев го правевме скроз. тоа. Јас бев на студии и се сеќавам дека собрав французи со мене да гледаат, они ги мразат италијанците и дава Трајковски гол и мене тука ме пукне еуфорија, паднав пред Ние се нив. не запуштивме на FaceTime тоа Да, сите цела група. цела група. Дерење, урлан, истиот диалог, истите зборови, ти со Синиша што си ги имал дори. И сега во Германија кога бевме на турнеја за стендапот, има еден од екипата. За тоа сакам да прашам. Добро бе лаво. Има време. 2 дена снимам. Еден од екипата е Стефан, мислам е комик и бил Добре. во Палермо На на текма. надпреварот. Викам и што беше бе брат, кажи ме. Шта ама беше? Па шта му? Одеднаш вика беше језиво на стадион. Ние славиме, Да, а другиве не им е окей. да. Тивко. 90 Тука луѓе беа, вика, 95 полно. минута која беше да. На крај беше Последна, на не, крај. последна си светски одат Италија, во бе. автобусе. Да. Ама страшно е што две светски поред не играат они, второво им беше. Као они не само што ќе се вратат, туку ќе освајаат бато. Јаки. Не каже да влезе. Ама и нема што да влезе, ние сме супериорни, страшна екипа. Све напси, све е овде, ја тоа говорам, све е овде. Абе македонски менталитет, прашете го Фин знае. Пире. Ја искрено пред да почне баражот, поише се надевав на директно да се квалификуваат момци, ете тој до таму иде мојот оптимизам, да бидам реален. За Данска бев као то стегање се, а каква екипа ни избра, мајко мила. Ама читам вести, читам статистики, читам анализи, пола одбрана, цела одбрана ми отиде на повреда, Голманов им го нема, ќе прават претумбаци, тренеров кренал паника таму дека не се баш Македонија мала риба и јас сега си правам наратив, како си ја сањал утакмицата. Ја ја сањам плескање, 2-0, без да примеме го. Ете, ти тоа што го кажа и плюс уште едно. Јас сакам Енис Барди некако така, ја така го гледам. Сега ова ќе биде интересно затоа што не знаеме што ќе се случи. Да. А може да го снимаме од кога ќе заврши такмицата? Може да направиме рите. Гениално. Епа, ја гледам утакмицата и после врат. Вика, 3-1 изгубивме. 3:1 Ја се за знаеше, Данска, вика. да. И тоа да кажеме тачна минута, тачните скорери све. И да кажеме ова го снимавме пред утакмицата. Да, ти пред кога кажа Енис Барди, Енис Барди слободен. абе, ама ти текиња ја гледаш ова што беше 1-1 со Украина? Не, Со не бе, со Казахстан. кој играме? Со Казахстан. Кога дај од слободен? Па кога даде од Цел слободен стадион знаеше, сите снима. на проба бевме. Сите снима. Пред премиера сме аматери представата во Мгм. театар. Еј, таа ја гледам. И завршува нешто пробата и ние сме на мобили, ние имаме слика, не знам каде, не е битно. И го гледаме тоа. И кога беше слободен, сите знаеме. Сите снимаа, брат. Ја го имам Беше- телефон, он го има сите. Седиш на камера, знаеш Да, го бе, да, каде. знаеме. Кога е лесно. Јас стварно не го снимав. Јас Добро, ама ти снимката од више не тебе ми снимаш, е. да. Од... Осен подкастов! Ама не, они го снима. Они го снима, да ја не држам камера у рука. Ја па, Те видов преска како бегаш од камерата, бегај бе! иначе стварно таа средната ја заобиколам. Ова на по сила болест. е, да. Не, Зашто? па ако ја бутнам толку отидов. Не, најго вика, зашо крадено ни од МТВ? И ме потсека на лоши времиња кога не бев толку добар. Не, јас се трнав, се симнав буквално докај што ме носеше патот. Ние бевме на западна трибина и стоев на ивица на ова, на шипкиве и си реков нема да го снимам ова зашто ќе ја да. И стварно ја да.
Така да, истава прича викаш ќе се деси со Данска. Па така, не знам бе, добро, можеби Еле Филмас нека ги издрибла бе. Како сакаат нема брат нека тренер. тепаат бе. Како Јас сум сакаат за нека тоа. победат, Јас сум пардон, за тоа, тепаат. да. Дузбор. Нека те. Исто не знам дали Утичен, пратиш, че, имаме 20 нови играчи, овако фудбалски тим да е вред. Да, нели Имаме се смени 20 тренерот. нови играчи, И тренерот, зема да. американче една, Дани Мусовски во МЛС Гази и Херера, Да, читав за тоа. колумбиец, лев бек. Алиовски е повреден, така да имаме бекап одма, се надевам ќе се покажат новите момци. Сигурно. Имаме фан факт за причава, Кире прати скриншот у група од 2019 или 19, така 2020 нешто. на ФФМ им пишал Кире. Ова ќе го ставиме Тоа да у се 11 сипол вечер. у 11:30 вечер Пред Кире спиење бил скролам. инспириран. Им пратил Дени Мусовски хайлайт видео У втора америчка лига. и им рекол дзинете го. Домар играч. Наше дете. Чекај, на мејл им брат? На Инстаграм Facebook, брат. или на На Facebook. Facebook Има Messenger. коментар? А, у порака. У порака А демек нека ми јавно. им има син стајано. Не ти одговориле. Не ми А одговориле. кој знае колку се збуниле? Викаш, Што е со ово? што е фудбал? И види го, не, ова стварно дозволуваш да го ставиме Дозволувам, као да. скриншот, стварно и нас ни го пратил група Добре. човек многу откачено затоа што те покажуваме и ние колку сме чак на фудбал. Другар мој му пишуваше пораки на коментаторот на Арена. На Филип Крстич. Па не знам како се вика. Тој не е омилениот нас. Па и Му вижа на пишуваше, бил Роналдо. за Јувентус вика. Лошо Леле. коментира. Ја на Роналдо стварно му имам честитано. Кој Така да, Некој сега што го славеа. Ово е бе. Да, а И не секој пред. Ама такво е чувството, нели на Инстаграм имаме чувство дека ние како да живееме со нив, така како со Скроз. звездите, како да Скроз, откачаме да. многу. Имав една брату, другарка, же. мислам другарка, си ја сакам многу, нема да ја менувам, она на Рафаел Надалкова му беше роен ден, торт не му спремаше. И ги сликаше и на Инстаграм ги ставаше. Добро, да, супер. вие пробуевте тие торти. не, Не. ќе го скратиме. Зошто? Ами иначе, не, се шал. Зашто не им допнав никој ствари, нема кај. Абе шо ти е? Не сме. Кај ќе гледаш ти утакмица, што ќе правиш, што ти планиш? Со син ми ќе гледам дом. Он Така сме договорени. прати Он фудбал? прати фудбал, значи. Да, најаката приказка е, јас си гледам фудбал, нели? И си ги следам Милан. Немам време да следам се. И ги гледаме Милан и беше реванш мечот Лига на шампиони. Сега кога играа Милан во Лига на шампиони, се више не игра. 3-4 Не години. една сезона мислам. Не би играла ни? Па кога играа со ПСЖ, двомечот. Ви текна кога Да. го звадија Да. транспарентот со Кеану Ривз дека ги сопира куршумите. Куршумите. Да. Тоа Милан беше? Тоа беше Да. Милан. Не, тоа не ми теки, няма на мечот ми теки. Да, Мечот. бе, Првиот ние- гол што син ми го виде беше на Леао ножички. Не беа многу умешно изведени, но сепак беше детето вика вика ова е фудбал. Тоа беше најакиот момент и од после да си иде другиот Се иде такмици. надале. Супер вика тато. Уш колку има вика Милан Парма. Добро. Па добро, зашто Леао не збеснал така долго време, мене ми е он драг играч многу, ама Супер некако играч. као да не е стотка. Па веројатно не му одговара тактиката. Сега со Алегри он некако игра по го става Добро, да да, игра таму игра. централно, не знам. Централна игра? Ја не ги пратам толку. Ги Не. сакам Милан искрено, ама не ги пратам толку многу, пошто гледам Челси Премиер лига. FC ти се не ги пратиш? Па пола Да. Челси е таа. Милан е уствари Челси FC 2. Да. Многу играчи взимаат и сите играчи што ги сакам уствари Челси ги взимаат. Лофтус Чик. Лофтус Чик брат ми беше фейворит. Тоа беше Томори Леброн Джеймс. Томори, да. Леброн Джеймс в сокер го знаеш, Пулишич. Така го викаат во Америка. Го Леброн дали Джеймс го в имаш сокер. тоа видео? Како? Му доаја она поншот. Да, го Не. вика Леброн. Basically Леброн Джеймс. Пулишик. Али па реално од кога доаја у Милан е Милан е царчина. супер, да. Мене многу ми е интересен како играч. Сега читав нешто демек се скарале со Леао, не бил изреволтиран во мечот со Лацио кога го изведил тренерот. После тоа нешто кажал, не му е подавал топката. Нели оние има сега што читаат устни, што кажуваат, да, што да, се да, спорат, да, затоа да, и да. рака си разборат како е. Ете и муабет, зашто цело време фудбалерите? Ете зашто. Не мислам дека им смрди здивот брат, дека трчат вика, ај не е културно. Могуче е и тоа, држи вода. Што преш, брат, добро си. Потузна како Па не сигурно, не. Не, сакам да знам. леле таа со Лацио да ја тепа ќе беше многу интересно. Тачно ќе дојде на поблиску На 3 бода. Да. На 3 бода. Баш вчера ја гледав табелата на оваа тема. Наполи е со Диамантов наш реално топ се. Супер. Ама 7 поени се место позади, Елма со тимот. се врати до Бруин. Пак има минути, не е како што беше со повредата, ама сакаме да игра Елмас. Отворивме Калчо лига,
ти си прв што нима дојдено за италијанско да збори, а карани сме. Ептен дека не збориме за италијанска лига, ете рече дека си за Милан, кажи ми периодов како да си навијач за Милан, ете рече кога дојде не е најболе време да си United фан, Да. дали е добро време да си Милан фан? Па што знам, секогаш е добро да си Милан фан, веројатно, не ја знам. Не беше едно време кога беа 6, 7, 8 у Калчо лига, да. Не беше. Ама сега Не тоа скажи, што откажував. Викам, не, никад не сум најголем, Нема. јас сум Бајерн цел Е, живот. знам гледам. такви како тебе. И тоа си се откажував, онака Бајерн, не знам, ви ги први на табела. Најлесно е за Бајерн да најголем. Рефреш секоја втора Најлесно, утакмица да. први. Вика, кој си Бајерн? Океј, нема што да збориме за тебе, немате трансфери, секогаш најаки И да се. имаш едно 5 сезони кај што глумиш, не освоивме година. Да. Ај кога нека Дортмунд ќе Дортмунд промрт. една, И сега да, Леверкузен. Леверкузен за да освојат требаше да не изгуба Да, буквално ни една утакмица. Леверкузен со Алонсо, Со Алонсо, Да, да. тоа беше. со Гранит Джак. Не гледал фудбал. Добре, се пратам Се, нешто, не можам да идам сега во анализи, например. Ама ние не влагаме. Така да кажем, Десното крило на Сити го сега како прочита си се вале во задоволен? моментов не ми текна. Шерки. Серки. Драма. А гледав клип дека дрибло. Така, Или ама се менјо, десно е се менјо, лево е шарки. Сега како си задоволен со Милан? со Милан сум задоволен, ама чудно сум задоволен, затоа што фудбалот што го преферира во моментов тренерот Алегри е некако не е многу, како се тоа, убедлив, како Офанзивен не, не е тоа ми смета. Абе е офанзивен некад, значи кога се трансформира, но сепак не носи многу со плот. Он игра на сигурен резултат. Малце 1-0, подосаден, 0-1. ко Моринјо. Типично. Му носи резултат на него. Да, Он е да, да. втор на табела и имаше шанса да нападне врв. Да. Ама не секогаш му успева тоа што сака да го направи. Страшен тренер е. Тоа нема збор, се не може да го критикувам Много демек. богата сила Ја има, од да. Скопје разбирам за формацијава, не сум ни у фудбалот, ама за мое око многу повеќе ми се допаѓаше кога Лео играше лево. Сега кога игра Со како Консисао. напаѓач со Тео Хернандес кој игра. Не, тренерот кој се Консенсао, да, португалецот, Да. тренерот, точно. И како се каже другиот Фонсека, исто Фонсека. кога дојде. Они Се тука се кој прво беше Фонсека, па или обратно. најдобро играше со Пиоли, кога играше Пиоли беше Стефано Пиоли. Таа сезона и сезона освои. 2 колку беа Тогаш беше Кесија страшен. го Го има, бараше цел Кесија свет. беше многу битен таму. Ја тој трансфер ме збуни кога си отиде у Ал Насер. Ама не се лоши и мене многу ми изненади. рбетот на тој тим. Милан годинава го смени цел тим од лани Да. и многу е тешко кога имаш толку нови играчи да бидеш добар, а се добри. Брат, има резултат. Така да- Второ место е. Ама може да освојат Да. Интер се многу паднати. Многу Абе тешко. задниве 5 утакмици, 3 изгубени, 2 не многу се, стварно. А не колку е игра. разликата сега? 6 бода е со Лацио, реално со Па, Лацио добре, не Кикс се многу беше. шест бода. Не се многу, беше 12. А има ли уште една утакмица Милан Интер и Нема, заврши? нема. Не, Победија пројдат двете. Дерби де ла Мадонина. Да, сега беше ствари. Ја мислам Тачно. дека уште има шанс искрено. Па добро, ќе видиме, нема шанси. Ама сега кој тренерот кога дојде, рече дека му е целта да се врати во Лига на шампиони, кај што му е местото Завршено. на Да, Милан. реално Да, срамота е да. без Милан у И Лига. јас са вторник среда не гледам Лига на шампиони. Ја Тоа ни е- четврток немам што да гледам. И што- ја не немам ништо и четврток. А сега ќе имам. Што ќе гледаш сега? Па ќе влезат у Лига, влагаат Ќе 100%. влезат, ќе влезат. Кој место се Манчестер? Трети се, со... И тоа имаат луфта 4 бода на другиве што бркаат. Со Карагер? Со Керик. Со Керик. Карагер беше само од на Ли- телевизија Од збори Ливерпул, глупости. да, со Тери Анри. со- Непријател. Али брат, Никаде ништо. и ја годинава гледам вторник и среда, ама боле ми е да не гледам, така да има позитива и Челси. од вашето нешто. Ги 8-2 изгубија од ПСЖ. кумулативен резултат. Ма Да. добро, ПСЖ се. Да, ма, у јули ги тепа. Леле, Финале. абе, кога ќе заборавете текмата, бе, брат? Ми иска да вижам, менјаме тема, добро? Не менјаме тема, Не, забораваме бе, дај да се позбориме за Челси. Челси тепале у јули месец, клубско светско првенство, прв пат евер изиграно, ПСЖ... Па тоа е многу битно. Гледаш дека сега сите се тепаат да се прошири првенството да гледат и Барса и Ливерпул, сите сакаат да го играат, носи пари у фудбал. Како видеоно што го пративте у група вчера за Сака, што вика дека најбоље ќе ти го земам ова брат за таа утакмица. Сите што Светски за Челси шампиони. бацуваат логото, абе, кој стигне бе? Светски шампион. А чекај сега Арсенал е прв. Арсенал е Арсенал е прв, ќе освои лига. Најверојатно, да. Да, тоа не го Многу, сакаме. многу веројатно, стварно. Со кој се спои Арсенал во Лига на шампиони? Со Спортинг. А, со Спортинг. Естено, да. А и Али Бодо пофидат Клим на како Барса. испадна. Ја на ивица на плачење, ја многу ги сакам. Ја мислам дека Ги исплеска нели 5-0, дури бе. смешките беа дека не ни знаеле дека има втор меч. Да, ба, тоа го зборам. Нели беше тоа, да. Прв пат доаѓаме тука, не знаев. А таму игра Хојге, тој играше и во Милан. Тој Да, и тој у Милан не беше лош. Бе, како лош тој беше фантастичен играч и сега е фантастичен. И фудбалот да. ќе го преферираат е многу убав за око затоа што играат фудбал Стварно играат. Супер, сите. слободно играат некако. Ама ето, Топ се, тај да. Спортинг не е слаб клуб. Епа, замисли ги Спортинг се Бодо супер. Клим екипава, Сем Халанд,
тие се сите норвежани. Да го стават и Халанд, таа екипа нека иде на светско. Нека осваја свет. Не, идат на светско, нека иде на освајање. Грото од составот е од нив. Па тоа ти зборам. Да, така. Ја, еве, не успеа Лига шампиони, ама каков филм ќе биде светско со Македонија у финале. Да. Па ја мислам да се пласира Македонија, дека тоа е тоа. За тоа живееме, за не за тоа е моментот. Јас стварно мислам дека од дете тоа го сонувам, да одиме на бевме на европско. На европско, да. Мене татко ми кога бев мал ми каже никад нема да играм европско. Буквално секогаш и моите родители дур си жив, нема да играм. нема да играат на светско. Така да се надевам и светско ќе доживееме годинава. А дали мислите дека подобро ни искочиш дрепката отколку да ги победевме Велс? Па таму некоја чудна комбинација Таму имаше. другата Да, одма се нели се меша. Мислам дека боле не искочи. Подобро ни искочи. Подобро не искочи, да. Ова подобро не искочи за Лига нации што не стаја у Лига Б, нешто и таму Нешто се влијаеше. случи, дека мислам дека таму двомечот е по О, Да, има- небе, да, може да кеш, има да бе, потежок. Велс налета на Италија пак, бе, брат. Така Да. нешто беше. Да, така Ау, не беше. да, Италија управо се си. крстеа да не се паднат со нас. Добро, тешко е. Па, уствари наместено било италијанци да не играат со нас. Леле, трауми. Тие колку сакаат да не грабнат пак, брат, да не начекаат. Ама нели не начека. Па не начека Не е. начека, да. Не начека, да. Што беше пак квалификација? Џабе! Ама џабе тие такмици не ни се битни. Егото е уништено. Да, беше. не. Ние сме за големи такмици За створени, големи. брат, такви такмици. Затоа некако со ова со Данска имам чувство, имам. Абе секој пат исто. Види, јас Јас со секој Велс, пат имам чувство. јас со Велс немав чувство. Јас со Велс си кажавме искрено. Тука седевме, пред снимање. идеше епизодата, знаевме дека ќе изгубиме. Ја гледавме, дур снимавме и тоа беше многу тешка Ама епизода. не за очекувавме толку многу. снимање. Такви бевме кога ќе изреагираме, ајде против Велс гола ако падне, ние седиме и збориме и само почиња. 1, 2, 3, 4. Чој кој го даде? Миовски. Миовски го даде. Еден бев, Даре, или два беше беше? тоа, брат. Даре му пушти пас или 2-1. Зајков. На 2-1 бевме? Мислам дека. Знам дека надеш. Не, Може рековме ќе се 1-1 да враќаме не се. беше. 2-0, значи они направи 2:0. 1-0, па пенало 2-0. Рековме Да. ќе се враќаме, Даре му може да пушти не. на Бојан пас, топ пас, 2-1 и ги закла после судијава исто со пеналот. И второ мислам дека него ни гледавме дур снимав. Не гледав. Само Добро, видовме на тешко крај беше. А мене јас сум темпераментен на таа тема, се сеќавам и позади коментираа, бе како се гледа дека си узруен, како ќе ја изгасиме утакмицава. Не иде епизода, Вриеш. на ништо не личи, ти си, а глумиме дека све е уред, дека уште снимаме дур се гледа утакмицата, дека не знаеме што се десило, ја не можам тука вака венава ми скача, ова тука ми пулсира, секам гаси. Гаси, не можам. Тие што ми се на крвија, туку седам да ги таци човек. Ама им тргна. Знаеш, се што шутна, секој обид беше успешен. Тоа многу ретко се случува во фудбалот. Брат, ние таа ја пуштивме намерно за данците да мислат дека сме послаби. Тоа се беше договорено. Разбираш што избор. Да го вратиме на Лига шампиони Муаветов. Малиот има гледано Милан Лига шампиони? Па да, Тоа ти се кажам. така почна. А, И од тогаш нема да, гледано. Има и во живо гледано Лига на шампиони. Тоа ќе Да? да Два пати. Идете по Браво. утакмици, значи така? Да, Ајде, два раскажи. пати Стефан Ристовски, што сега не е дел од репрезентацијата, да, на десниот бек, е наш пријател и два пати ми имao возможено да одам во Загреб, да седам во ложа кај што ме смести за да ги гледам Динамо Загреб Милан. Два Собрано. пати се погодија да. Таку Лига шампиони беше, да. Да. Или втората не беше, имаш Лига Европа. Втората ги изфрли. Динамо ги победи Милан 2-1. Првата беше 4-0 за Милан, Добро. кога бевме со Павле и тогаш ја Павле мал, знае дека навиваме за Милан. И му викам сине ќе одиме во ложа. Седиме тие се луѓе домакини. Како да му обяснам на детето? Дека Да, ако не, дае не, Милан не. гол, не се радуваш. Седи мирен. Си гледаме напред. Нашиот пријател е, нели, Стефан Ристовски. И таму одиме и навиваме за Стефан, не навиваме сега за Милан. Ама дете, 4-0. Имаше ли радување? А? Имаше радување? Не. 4-0. Ама втората, кога бевме, easy going. Динамо Загреб. Побед. Да. Колку тепа? 2-1. 2-1. Ги плетка Милан. Ама секоја че за После Стефан. тоа игра со Челси. Пе, Следната Челси ги рунда тепа, Динамо бе. игра со И Челси, Челси така ги памтам. тепа. Да, абе, Милан испадна тогаш беше у топ 8. Да, И нели сега по новото надпреварување како се сменето Милан ќе продолжише понатаму Така. без надпревар. Ова беше првата година. Така е. Кога изгуби. Испадна. Динамо ги Да. ги испадна. Избад. Сега Стефан више не игра за Динамо, мислам у Сараево. Да го се Сараево, радува. да. Пратиме. Да. И сакам да му се заблагодарам, стварно голема чест ми направи да отидам со син ми, да го однесам таму, ме седна во ложа, господски, Браво.
да ги гледам него и Адеми нашите репрезентативци. Да, и он играше. Бивши, мислам. Капитени Капитен, двајцата да. бе, крале. Ема легенди. Легенди, страшно. И утре дента ми вика, слушај, сакам да се видиме, со син ти ќе дојдеш, дека бев сам со син ми, во еден ресторан. Ќе одиме таму и таму ми го пише ресторанот, викам важи, јас заглавив, вика, бил после на преварот, како си кона допинг контрола кога ти прават по рандом избор. Па добро да, ги бе. тепаш 2-1 Милан мора да проверат дали е све. А не, тоа секој пат како мора да се Така. случи. И ги бираат нив и он вика јас сум заглавен, бев заглавен толку, ќе оди ќе се најдеме покасно во ресторанот тој. Италијански ресторан е убав, сакам да се видиме. Викам важи брат, одиме. И се чекаме пред ресторанот, на пример 12, доаѓаме со син ми, Стефан Ифрит нервозен. Викам што си нервозен? Не може, викам ја земал масата. Кој ти ја земал бе, викам масата? Дошол, прашал, рекол Динамо и он седно на маса. Викам кој бе брат? Тренерот. Викам Канаваро ти е тренер, дечко. Не може ке стане. Вика, као не, луда работа, бе. И седим, и вика, добре, нека седи, демек се искулира. Стефан така реагира као бур, ама окей, кул као куле. И доаѓа надвор, и Фабио, седим, ја пушам цигара, Стефан ми прави друштво, и доаѓа тренеров, Фабио Канаваро, и ми вика, чао Фабио. Ја викам, чао. А Рики не почна да се кара? Не, како се кара со тренерот? Па тоа зашо ми ја земам масата? Ќе му најдат нова. Станој. А Стефан му на келнерот му вика зашо му го даш место. Кој Кој е? е келнер? Дека Стефан ужива тој момент огромен респект во Да, во така, Загреб. така, нели? Да, сака. И го почитуваат многу. И вика зошто му го дадеш? Не знае, он рече Динамо, си исплаши вион се вади тренер. Па Вика, да. Фабио Канаваро вика златна топка, што да Ќе му прави? го даде, што да прави? Ми му го даде, нема. После дадов му уште пуба маса. Екстра. Но јако беше дека се упознав со Фабио. Не, ова е стварно Јака драма прича е прича тоа. реално. Чао И тоа Фабио. така на лаво. Ја на цигарче го чао Фабио. Тргни се викам дечко. Фабио дека мале. И се Да, стварно па беше мал. искрено Зашто превеше? многу низок човек. Да, бе, да. Као чао Фабио викам кој збори бе Стефан? На пашале. Ама јако е. А зависи да те чува. Нема воздух да има. Сега на овие години можда и да не. Луѓе тоа светско што го изигра беше Леле, става барно, дечко, италијаните. Канаваро е Сакаш за 2006 светско цел сегмент да тераме. Мене ми е омилено Како сакате? светско. вие сте домакини. Немаме скрипт. Мене ме 2014 ми. Поради? Германија. Германија, Бразил? За Германија? Само ради фактот дека освои или Бе, 7-1? И па не само 7-1 и фудбалот кој што си играше. Томас Добре, Мулер ми е бе, омилен добре, играч бе. на сите времиња. И јас многу сакам од Стварно? Бундеслига ми е номер 1. Кај Томас Мулер? Томас Мулер, брат, од тоа светско кога се појавија со Месут Озил. 4-0 ги тепа Не, Португал. Томас е Начинот многу на добар. кој што размислува Томас Мулер, јас како што го ценам и го гледам е како нешто најинтелигентно во спортот. Он не е себичен, јас да го дадам голот. Да. Туку знае кај е Леван Голски. Леван Голски. И има 20 и не Голецка. знам колку асистенции во сезона. Да, А тоа страшно. како гледач и како човек што сака да Он гледа мислам фудбал дека и има да игра. највише асистенции историја на Лига на шампиони, ако не се лажам. Ма, Ама има некои луди цифри. статистиките му се страшни. Да. А и светски prvак е. Не Да се не мој забораваме prvак. дека е светски prvак 2014. Светски prvак, Лига Да, ја шампиони. памтам. И Со за Бајерн малце имаше две светски шанса да стане најдобриот стрелец на сите време. Он има 10 гола и 6 асистенции на светски првенства. И две светски Да, бе, кои што не за дава гол ниту еден гол, contributions. ниту една асистенција. Гол contribution. Не му беше намалува на големината, така да. Не, Мулер, брат, како Страшен. влезе он. И- Страшен. А не е нешто како Нула да кажеш. техника, нула Не е флексибилност, движење, ама многу Ама елегантен. битен бе. е за екипата. Ја го памтам Паметен тоа е многу, светско тоа 2014 затоа што почна со Португал прва утакмица и Германија ги тресна Португал 4-0 и Мулер мислам дека хет-трик да. Нешто такво или два минимум ги да. Брат со Озил тоа што го игра и Кедира, И Ожил го беше Швајнштајн, добар, да. брат. Бастион. И Бастион. Филип Лам. А Филип Лам дека нема црвен картон бел. Да, тоа е лудо многу. А да немаше нешто како уште полудо од црвениот картон кај Имаше него? некои сезони две без сезони жут. поред кај што нема ни картон, ни Да. Што шут. е тоа? Бе? А штопер. Да. И тоа А играше Герман. десен бек, па не ли го стави како се каже Јоаким Лев. Лев. Зоаким Лев, да. Го Чешача. го стави у средина. Да бе, Да игра у шеска, средина. деструктивец, кај што треба да тепаш уствари. Значи он бил толку пред, не бе, страшни фудбалери се. Значи Германија, Да. Од Јако. од Оливер Биров. Оливер Биров. Го памтиш Оливер Биров? Не. Ја не го Стварно? памтам, брат. Ке мора да не едуцираш на таа тема. Сепак подкастов има едукативен карактер. 96-та што го дава голот за Германија да станат европски прваци. Оливер Биров е играч со глава што играше. Добро, јас сум роден 98, брат, така да. Ја. Да.
Гледа како изреагирав. Као мислиш брат, 98-ма, најлошо. Таа берба вика катастрофа излезе вика. Немој 98-ма. Нема врска, имаше еден фудбалер Оливер Биров што мене ми беше омилен, тој дојде од Имаше ли нешто специфично за неговиот изглед, некој бркови луда коса? Не, баш ќе кажам баш германски Аријански. стереотипно. Не, туку русокос, висок, со сини очи. Типичен германец. Не знам дали е типичен германец, тоа не знам. Не го коментираме, ама играше напаѓач. Играше во Удинезе и дојде во Милан. Ето од каде дек љубовта. Да. И во Милан беше страшен, играше претежно игра со глава, он е висок 1,90 м и нешто и само со глава ги игра. Волте Мадес. Таму е, да. Ама Кој служи Волте Маде знае и И со нозе знае, тук там. знае. Да, Добри да, голови има да. Оливер Биров не имаше толку многу. Освен еден гол што им даде на Судиска Арабија, некое светско. Се лизна. И му падна. 8-0 тепа Германија, се лизна Оливер Биров и ја бутна од 40 метри и влезе. И тоа му е као едини гол надвор од 16-терац, вајда, као опишуваат Дион. Да, иначе се е внатре, се е со глава, се е. Ама Не, за тоа треба скил. Знаеш Како не брат, па Оливие Жиру. Ето ти. Еј, Да, А не, и не он знаеш со како нос. ноđe Па имаше. тој ве повр... А не, ти си за Манчестер. он у Челси беше Челси. страшен играч. И Милан титула. За момент, па и он да го зема од Челси, знае да ги даде головите бит. Светско првенство. Знае битните голови да ги даде, вака е спор, не е нешто, ама ако треба, дава. Брат. Али мене многу ми се више да се надоврдам на темата за Германија. Ја исто порано не бев за Германија, ама ми беа од топ 3 екипи за европски светски првенства. Клосе, брат. Кога го сакав? Мирослав Клосе. Е, па он е бројден за голови. Он беше страшен, да. Ама не е 10 бе 5-16 кој да се. Како? Па голема цифра има да е, како 15. 18 гола има така, дадено. нешто дуда. 16 има Луис Назарио. Или Роналдо Назари. Роналдо, да. Што реков ја? Луис Луис. Назарио, Да. дали има Роналдо, да. Цело Цело да, име. леле, да, дали има. А на какамо го знаеш целото име? Не. Не бе кој едно име има. Рикардо Исаксон до Сантос лите кака. Милан. Не знам дека да Ова го прочитано у наш свет, брат. Како е Рикардо? Рикардо Исаксон до Сантос лите кака. Тоа е супер образ. Го Вика, бубав. Сине, добре дојде на овој свет, имаш 7 имиња, бирај. Ја, влагај. Ецо Дорантис до Напеле, До Нацименто. до Насименто. До Нацименто. Е тоа кога е шмекерски, они си ги измислуваат тие надимаци на улица, у фавела кога стануваат некои нешта. Да, Кака не е од таму? Кака е од богато семејство? Да, он е Неговите се многу архитекти, и религиозни многу. И он е Пеле многу. го заебавале. Дека Не знам. со надимакот Пеле го заебавали, му останал. Ама сите им се бе такви, добро, не Да. сите, ама пример не знам. Дињото не е презиме туку као малечкиот. Сигурно дава Дињо, Дињо. као мал, Е тоа што Ињо беше. Жоржињо. и Роналдињо. Е тоа што беше. А? други. Е па ние сме од таа генерација, вајда што прв пат Ја, фудбал кога загледавме, тоа Роналдињо беше Роналдињо, тата прича. Дрогба, Во Шевченко. Барса? Во Не, Барса. уште пред тоа. Ја у Барса го фатив. Имав дрес Барса Роналдињо. ПСЖ кога дојде у ПСЖ, ја тоа го памтам као вест. Може не сум го гледал у ПСЖ, ама тоа беше вест. Еве сега сакам да поставам едно прашање што го постави преска, рековме ќе го разговараме, не го дискутиравме. Дали порано имаше како ги приметувавме играчите, сега ги нема такви играчи, сега е поише тактика фудбалот или Ја ти одговорив уште одма, за мене одговорот да. Мислам дека има дека нема так, не зборуваме за повеќе- вакви фудбалери денеска, како има резултат, има страшни Не, не ги фудбалери. споредувам во колку Ама е нема- добар фудбалерот, него Да. колку е икона кога ќе го Така е. видиш. Порано знаевме дека Роналдињо е ова е, Роналдињо, така го гледав. Да. Меси знаев. Меси, Шевченко, кои се тие? Или сме остарени па не ги Кака- пратиме тука, ама вие пратите. Ја па стварно често се карам на тема со луѓе и стварно мислам дека може ќе почнам да прифаќам вашата страна на муабетов. Арно ама. Еве ќе ги земам британците што ми беа мене идоли на тие години, Пол Сколс, Гигс, Бекам, у најаките утакмици, у најаките перформанси кај што ќе ти даде некој откачен гол или од 50 метри ќе ја залепи, ти трчал просеко 8 км на утакмица, рецимо. Сеа просечен штопер што у принцип дели лопти од позади, што нема толку тешка утакмица, ако имаат после, трча по 12. У обична утакмица. Бруно Фернандес ти трча 14 км по утакмица, некад лагано. Така да, си има зголемено многу захтевноста на фудбалот и сите веќе ги стигаат, да речеме, тие цифри кај што трчаат 30% поише него најаките играчи од тоа време за кои што паѓаме у несвест. Мојата теорија може не е дека се забележуваат играчи нови поише, арно, ама нема веќе простор за толку магија. Имаш уште 4 играчи пред тебе што ќе те збркаат уште на пола терен кога ќе пројдеш. Порано еве знам дрибларе, правеле, штуреле и било тоа многу убаво за гледање,
Арно, ама фудбалот не бил уште толку еволуиран. Сега може да кажеме дека се сите роботи успоредба со стариве фудбалери, ама мене квалитетот на фудбал што се игра сега ми е неверојатен. Еве Бодо Глим ги спомнав. Да. Бодо Глим 2025 да ги пуштиш на Прайм Милан ги прават парче. Кафу На. Роналдо, абе парче ги. Шанси нема. Не, имам ја една теорија, ако ми дозволиш да ја кажам баш Ајде. спротивна е на твојата. Тоа што на пример тие како Марадона, не, ќе ги одвоиме, Зидан, не знам, Роналдиньо, Може. Луис Назарио, дали има Роналдо. Во кој Пеле, во која ситуација Кројф, небитно се, ми текнуваат и ми не ги кажам, Може. полегата нас, иди на поентата. Поентата ми е дека тие се таков тип на играчи што он колку и да си ти јак е подобар од тебе. Ибрахимовиќ, на кој сака не Бодо Глинт, Да, на ја Марадона мислам не така, кој сака од денешно време, нема го победиш затоа што он е подобар од тебе на терен. И искачи и не тренира на пример цела недела и ќе дојде и па е И подобар. пак е боље. Затоа што- Сега дојдоа такви играчи. Се За- појавија сега. Тие се Не, вундер. не. Тоа е над ситуацијата, тој го знае ти што ќе направиш и Точно, ќе бе. те помине. Слажем се, ама мислам дека сега ги има тие играчи у новата ера. Треба да видиме, треба да станат тие играчи. Марадона Ама пак ќе биде ги Марадона. нема, брат. Во денешно време и Точно. Пеле пак ќе биде Пеле. Точно. И пак ќе ги победи Пирло сите. пак ќе биде 12 Пирло и км ќе ти што даде трчаат пас, 400 км и колку сака. Ама пак сега и у тие да речем потесни и захтевни фудбалски моменти како трчаат по 14 км, многу е потешко утакмицата, сега искачаат диаманти. Ево го Ламин Јамал. Еве го Дуе, Дембеле. Не знам, Дуе пак, Витиња, брат, Дуе, Жоао Невес. уште не е на Абе, на брат, тоа ниво. те мол. Го сакаме, го величиме дека ќе биде, дека е топ, не е на Ама тоа пак ниво. е, еве, Моментално правиме се паралела. Јамал, Ембапе, Ван Дајк, Хери Кейн, монструм, Кейн, монструм. да, ама Дуе не, за мене не. Ама еве Доро дете, сакам да кажам дека пак се појавуваат тие имиња, само што ја мислам дека ние ги памтиме тие играчи конкретно затоа што едноставно е поминато време. За 10 години ќе биде Хазард, Така, Неймар, може да Уау, држи а стварно и тие се Ја играчи имам уште една одмah ти теорија. те Ама овие да се го ги- додадам еве, на 20-та вас сакам да се Да, додадам. почнавме се. Да. Исто мислам дека порано толку многу ги памтевме и толку беа поголеми икони, пошто во рамка поголема на 6-7 сезони за ист тим играше една екипа. Не се он- менјаат. Не се менјаат. И они го играат тој фудбал, ги памтиш дека е таа екипа, ако е добра екипата, 6 години поред иде до полуфинал Лига на Реал шампиони. Мадрид делуваше напри колку титули освои поред Реал се. Ама Мадрид, не да. смени многу играчи, затоа го памтиш тимот. Да, да. Тоти, Тоти остана цел живот. 20 Мaldini. сезони, сите го знаат Тоти, сваќаш. Хавиер Занети има такви играчи, да. Ја мислам дека и тоа е многу игролога, пошто у денешно време многу менјаат клубови, негде нема се вклопиш, негде ќе се вклопиш. Пример Брзо сега се менја. рандом ми текна Нкунку, брат. У Германија парче правеше, дојде у Челси онака, у Милан малку е подобар, Многу си ама сака шета играч, и Челси му паѓа што и му паѓа формата само доверба, И не твојот знам што е. печаток за него. Ама сега е и бизнисот доминантен, порано Бизнис имаше е некако многу- повеќе филозофија, ама Малдини син му го се продаде нели каде Да, го се да. И- Сиена, не знам каде. и не знам, Мориньо има да не Кога кажам, кажано- кажано комо нешто такво да не. У комо не е. Кој нешто Не знам кај се продаде, ама игра у некој Втора некој. игра у некој клуб. Цела интересна работа е што Мориньо исто има кажано кога дојдов од Челси 2004-5 кога е, Лампард имаше 18-19 години, наоѓаш 18 годишен возрастен човек. Сега имаш вика 20 годишни деца. Добро, TikTok. Пак Генерација. верувам дека кога Мориньо кажува Тоа е тоа, различно. држи- не држи успеа да вода. го променат тренерот бе луѓе. На Реал Мадрид тренерот не успеа да го сменат затоа што играчите. не го послушаа дека треба да аплаудира. Што збориме, тоа не е Да. некој обичен тренер, тоа е величина тренер. А успеа да го променат. Изгледа се смени времето. Величина тренер и легенда на Реал Мадрид. Така да Ама се смени времето. Тој што те менува Да. вреди поише од тебе. ја мислам дека и ова игра улога во малецот за дали се по ајконик фудбалерите порано од денеска. Ајде, за тоа што го кажа? Ова што го Ама збориме. еве пример, сега го видов со Бајле, Скот Мектомини, ако Марадона е Бог, Мектомини е Исус. До таму ја носат работата. Да бе, Наполи Ама навијачи. Наполи, добро, таму е религија, фудбал, Ама секако. види до кој степен за Мектомини имаат видено некоја вредност, таму поминале Хамшик, Пандев бил, ме разбираш, Лавеци, Кавани и такви некои фаци, за сите имало љубов и сите биле, и мафија ги штити и све тоа кул, Арно ама ваков муабет со Марадона да споредат некој, не дај Боже.
И сега за Мектомине прв пат од кога ги прави овие лудачки работи, си викаат, Малиов е млади Марадона. Ете ти, низ колку 40 години се проедени од кога Марадона бил у Наполи, што се вика. И ти може уште не си бил роден кога се десило тоа. Не, јас Марадона само на видео, немам фатен. И ја мислам дека има фаци, само што ти викам време треба да ги упие и ние треба да ги навикнеме Киро право. Не игра толку, не ги гледаш толку често из дрес. И тоа многу менја, ти кога ќе помислиш на Малтини, одма Милан, Занети Интер. Тоа е- Дрогба Челси. Ама тоа бе неколку, немаше... Да, Дрогба Челси, да, точно. Не е на Юнайтед, брат, цел тим 10 години. Гикс, Колс, И да биле негде, Па, со Фергусон, Фердинанд, тоа што Видич, беше. секаш. ја таму Ван сум дер роден. Сар. Ја у таква ера се родив, кога почна, мене ми е многу смешна причата 2004 европско, Бекам дава гол од слободен, ја го прашувам татко ми овој за кој тим игра, татко ми вика за Юнайтед, он веќе година и пол у Реал да ти бил. И ја буквално на тој финес починам да навијам за Юнайтед, не се ни шалам. Брат, ама види, окей си, убаво време фати. Да, Да. го фатив колку 5-6 пустери. Не беше лош. А најако е, Добре, јас добре. имам прилика да дружам со неколку луѓе што навиваат за Манчестер. Вие сте поразлични од другите навивачи на другите клубови. Ајде. Со Челси ќе се Манчестер, не вика добар е тренеров. Викам нема резултати, не е до тренерот. Ете и он. Не е до тренер. Се крстеше, Како не е ама до како се нешто? Падна У у Манчестер несвест, ме бе. они уште го држат тоа како Фергусон, не Да, смеа да да, речат да. не е до тренерот. Како дечко викам нема резултати. Не, тренерот си разбира. Топ 3 Едноставно тренери во лига. правата е проблемот. Знаеш дека мрак на очи ми беше стварно кога го Му избрав. даде отказ тие последни Го лига, овој жала, плаче, бре. Го сега. жалата по 16-то место се. Едва. Може и подобро. Не реално тоа. Да, интересна И прича. тоа ми е чудно како се врзуваме ние за другите тимови. Знаеш, се разговараме за други држави. Не збориме за нашето, никак. Да. Знаеш, секојаш сме... Јас сум за Милан, дојав овде да зборам, у Скопје за Милан. Не си за Милан, за Германија си. И за Германија. И плюс за германска репрезентација дека ги фаворизирам нив. И у коментари, ако ти се верува првиот или вториот поубав рил што проедава како со гледаност, некој ни имаше пишано, кажи ете, кој би се овие премиер лиги да бекнете нешто за Македонија, може да се вратиме малце натаму. Или некаде. Не бе, Не може мора. како сакате. Ама што ќе збориме за таа тема? И тоа е. Ништо во очекување сме на таа тема. Сакаме да се подобри, све да се подобри, ако може. Да одиме да почнеме да гледаме утакмици. Ако не, Јас стварно сакам тоа да биде. не, бе, сакам нека тоа да направат биде. бесплатен влез. Или 50 денара нека биде. Влез на стадион. Мој 50 денара е. Аби па и сега колку е не е скапо, Не е 400 скапо, бе. денари. Абе нека биде еве за ученици бесплатно. Да. За средношколци и мислам бесплатно. и дека источна трибина е бесплатна за Па сите. да, ама треба некоја иницијатива, некој да потегне да идеме да Ја ги мислам гледаме. дека треба само малку и сега гледам дека има нова управа, дека малку обрнуваат внимание на маркетинг и такви работи, тоа е многу битно. Чист пример ќе дадам, пошто почнав да идам скоро време на некои баскет утакмици, Македонска лига се пуни. Се пуни, сега работнички нова сала отворија, на таа приказна се пуни салата, така да верувам ако има муабет, луѓе сакаат да гледаат и баскет и фудбал. Резултат ќе има само ако одиме да ги гледаме. Да. Да. Они ќе видат да. дека доаѓаме да ги гледаме, ќе има подобар резултат. Казахстан беше фул цел стадион, тоа многу не се Ама свиеше. многу- А добро, за репрезентација елементи. секојаш си имало, репрезентација Да. секојаш полнело. Треба да збориме почнеме на фудбалските Македонска лига клубови. да си ја гледаме. Конкретно. Треба. Затоа што јас знам до ден денес не многу луѓе, ама знам луѓе што си идат бе на Вардар утакмици. И кога и да ги прашам викендов што прашам и што го утакмица, истиот муабет Да. ќе напри секој викенд не му менува Па чекај бре луѓе. Вардар колку време не играше на градски, мислам. Па имаш- долго време, да, не знам. Бевме- Со години, да. Каде игра таму некој споредни стадион. Чентоменто, не знам кај игра. Има поише движење, бе, слушам и за во тето теренот што се крева за Шкендија. Има. Битола направија нов стадион, нели? Сам Ма го добро е, града. добро е да почнеме да идеме да ги Да. гледаме затоа што ние немаме друга опција. Yes. Тоа треба да почнеме да го гледаме. Па ти ако кажеш да ги се појадеш на Вардар утакмица, мислам да ќе Абе готово да е. Ќе се појавам на Вардар утакмица. А за Се кој клаве навијаш? дека никој Еве не на стори вечер идам на или утре идам на таа и Ма таа. идевме ние имавме, нели, и представата Вардарски постои бевме поканети неколку пати, гледавме и утакмици гледавме. Ти со Вардар си? Па кој не е бе? Ја не сум шо. Стварно? А, кажи. За работнички. За работнички. Заборев кога си кај другиот клуб. Се шал. Се шал. Абе, ама сега може работнички да испадне од лига. Малце фувка ние, ама. Па еве ова би било супер да идеме да ги гледаме овие утакмици. Да Да. почнеме да гледаме. Апсолутно. Ја веќе сакав и на женски фудбал да идам, баш распоред Имавме барав, Бостонка една, да. гледале све, сите ги знам.
Што? Не си. Имавме гостинка. Да, женски гледав, фудбалер, гледав. да. Е, ти го дресот. Дрес ми донесе Кристијано Роналдо се викава. Роналда. И ете, и за неа, она исто Вардарка сега понова и имаат на пример на нив им искача распоредот ете за сите позади екрани што гледате, распоредот на женски фудбалски клуб Вардар излегува од недела за недела или можеби за секоја втора недела, така да пратете го Инстаграмот и гледате малци женски фудбал. Нема да се разочарате стварно, а ние ќе си идеме и на овие и на оние. Ја озбилен сум, више нема изговори, се стопли време, топе Ама мислам. мора некако да може. се направи, знаеш, да биде како во Англија што е како Пиво. Прича да има. идеме прича, во да. знаеме што правиме викендов. Да. Како Да се Да, наоѓаме не. во паб. знаеме пиво, што правиме. Така. Треба. Да, инаку Вардар имаше една шанса да влезе у Лига на шампиони. И тоа го гледав во живо. Бевме во тогаш како беше третото коло, тоа е последната Да, утакмица за со бараж. Спарта Прага. Уште не беше изграден градски, отидовме четворица другари да гледаме Вардар Спарта Прага. И беше Права, многу, добре. многу тажна приказна, дека не беше изграден. Ние влеговме на север, не знам како влеговме. Многу луѓе. Мгм. Многу луѓе, немаше ни редари ни ништо. Влеговме четворица другари, на крај секој заврши на различна трибина. Ама ова у Прага или? Во Скопје, во А, во Скопје. Скопје. Знам е, дека тоа, влеговме сватив, некако добро, окей, на север. И север беше нели ниска Ниската, трибина, да, ја и тука памтам, да. доле имаше едно бело кај што се собираа топки. Да. Покасно беше. И знам дека многу народ имаше и полицајците беа како агресивни малци. Затоа што мораат безбедно. Да, бе, да, непријатно. И викаат, бего, што правите тука, ајде тргајте се, дека денаш влеговме сите, немаме карти, М. а Да. не беа пуштени исток и запад. Да, бе, само И овие. одеднаш само се јужна пуни беше. многу север, Да, бе. многу народ и еден мој другар откачен, не е битно името, вика ја кидам, каде бе киде? А ние стоиме, ние имаше накви, како се кажа, тие кога се гради нешто згради како за темел кај што треба да се стави Скеле, бре. Скеле, Е, да. и стоиме на тоа, и ќе гото ќе паднеме, а полицајцот вика бегли, скачате, тој ќе не брка. И нема И гај. овој вика ја ќе одам, каде бе? И дам и се пушта и паѓа врз тоа белото. Не беше многу високо, како 3-4 метра, паѓа. Та викам името да не му го спомнам, ќе крстиме. Бобан, добар ли си? може, рипам и ја. И први влагаме на исток. Како влагаме на исток? Почињаат луѓе да Луѓе да влагат се на исток. мисурат. Се пуни исток, се пуни запад. И тогаш несрекно губи Вардар 2-3. Примаме, Да, Значи Так, близко мислам. многу ама било. луѓе знаете ли како нефер. Тогаш се изведуваше слободен удар и можеш да шутираш ако судијата не ти даде знак. Да. Бе, нашиот голман мести жив зид, овој шутира и го признава Леле, голот, бе, брат. А сите не, да. А да, стадионот да, пол да, не да. имаме шанса. Да, И имавме уште една шанса после у Прага реваншот. 2-2 заврши. Леле, многу било. Имавме близко тоа, шанса бе. од 90-тутна, абе луѓе ќе отидевме у Лига на шампиони. Ама порано беа близко екипи, бе. Не знам дали текне работнички по шасум фан со Милан Да, се игра и со со Ливерпул. Болтон и со Ливерпул, Ќе бре. гледав Ливерпул. бе. Година 2-0 беше година. со Ливерпул. И тука доаѓа сите беа брат, кај Бабел, Мабел, Кој ги сите. даде двата гола? Од со Болтон на Нелка дојде у Скопје. Не беше Баба. Енгок, не беше Баба. Енгок беше, мислам, некај. Не, Лукас беше, оној плавиот. Плавиот Лукас, мислам. Можно, ама мислам дека и И ја бев на таа утакмица у Скопје. 2-0 тепа Ливерпул. Не ми И текна 2-0 тепа и таму и тука, бев мислам. на и на Болтон и на Ливерпул. Така да Е, стига, Болтон, кога беше чим играш со рекламиран. Ливерпул и Лига шампиони квалификации, далеко си стигнал. А, Кој што имавме премиер лига шанса. тогаш играше само едно такмица, мислам, на А кога ги квалификации. бутна Фенербаче за Лига Европа? Квалификациите, мислам дека со Фенер беа Да, со последната Фенер утакмица. беа. Бев и на утакмицата и дрес имам од утакмицата. Од турски дрес или вардарски? Не, на Новак, еден украинец што играше. Добро. Васовски, не знам како ме виде, на градски. Така. Па на север, ама изграден. Не знам како ме виде, Васовски ми вика, чекај. Е, и Он преа. беше тренер, викам што бе, и ми го носи, дрес ми носи од Новак, уште го имам 20 кец. Тоа беше многу јака утакмица. Да. И тоа Вардар доминираа таа утакмица. А, Убаво ја памтам, изиграа фудбал момците. Кај да нема. Првата беше кај нив, Кај втората нив. Мислам дека не, еден, обратно еден. беше. Втората беше кај нив. Е па и таа како да ја тепав. Ја Така победивме, нешто, бе, и па- таму. Да, таму ги тепав. И Мене на таму. таа не ми текне што се деси, ама Е сега ова е добри добар беа момент, Вардар дали таа беа. сезона. Може, не бе тука беше втората утакмица. Не можам да се сетам. Не, реваншот беше таму. Ама знам дека тоаш реваншот да не беше наречено, знам дека тука боле бев не она да кажеш Не, не, Вардар на таа сезона беа многу добра. среќа после ова екипа па избуткале. Не. Турците нема кај да мрднат со Екстра. Вардар таа екипа. И групата не се поводи баш. И годинава имаме со Виктор Збора, не знам ти дали се прател, Шкендија беа у конференциска лига. Мгм. И тоа беа одлични. За малку не пројдоа дале. Да, група После на групи, Нели што Вак. се случи?
Па нели исто имаат се сите Лига Европа, Лига Шампиони по 36 клуба што се Да, на еден да. ранкинг, па они беа Се држа, секој добар така да се дел од држа. сезона беа Горе. као веќе веќе Да. у квалификувачки позиции. На крај се десија, не знам, 2 поред мислам дека изгубија со Изгуби, која ама кај сите ги губеа 1-2, 0-1, тие Беше што ги добро губеа, да игра. се Не беше држа држа, епен, да. тоа беа. Така да, ете и таму вајде инвестираат, што е добро, сепак е македонски фудбал. Така да, сакаме да се крене македонска лига, да гледаме Европа. Ако идеме да ги гледаме ќе се крене, бро. Не бе, Да. готово идеме, крај. Викенди е и онака така 99% Јесте, од јесте. мислите се викенди, куп. Исто е викенди, така да. И Што тоа не викенди е спречува? некако у два. Преку ден, да. Да, преку ден. Да, да, Да не се да. тржи струја, бе. Може да ги направат маци нокни некако. Ама у недела не, се бањаме тогаш. Ефтина Ја Се само- стија, радуваме за Гаките ги понеделник. вртам наопаку и переме се машини. Абе добро Немам се, време. добро. Ти си нели тоа и го правиш, извидник. Долго време си извидник. Ово мене ми е многу убаво сега, сакам баш да Супер емисија. кажем, тоа, гледам ги циркаш дрсовите, свија ли сите во што би менјал. Ја сакам да ги прашам гостите кога доаѓаат, ама еве тебе пред камера. Па би ги сменил нека Роналдо таму диде. Зашо за да не биде позади тебе или да не биде Па не сам се позади мене Роналдо. Нешто како чудно е, цело време истото, знаеш. Треба Така, да шараме, може да треба се да За шараме. може треба да направите муабет со име ги најдов нешто ми излегува на Инстаграм што продава дресови, дресови, да, да. да. Ау, да, од Тексу. И Да, ја, му се нека ти дај дресови, он ќе се рекламира тука со дресовите и вие ќе ги менјате. Точно. Ама сега ти знам дека си приврзан со Бекам и со Кантона. Не бе ќе ги трнам за Не има многу за легенди, има Пирло, има има многу. ставаме тука, Гикс, Има Лампард, Велич Пирло, Шумоликовски ќе ги ставиме, Па нема да. гајле. Нема гајле. Панчев, Пагата. Панчев да немаме дрес. Кажи, еве трна Канаваро, го спомна, некои причи вака со фудбалери имаш интересни сега. Те препознаваат сигурно нашиот. Па не сум имал, не. Знам. Со Пандев се поздравивме на Бубамара, беше гостин у Првред и само се поздравивме, ништо. Значи ова со Канаваро е врвна прича. Со Канаваро, да, врвна. Заради Стефан успев да се поздравам со човек. Си бил на други такмици Милан? Бев во Милано против Јувентус кога игра, ако не се лажам, можно е да трескам глупост, ама е деби на Донарума. Можно е да трескам глупост. Синиша Михајловиќ е тренер на Милан и мислам дека го става Донарума. 16 години. години. Тоа кога му доаѓа Балотели играше у Милан. Оу, леле, чекај. Ама тогаш беа малце Оу, слаби, тоа беше слаби, лошо. лошите, да. Леле. Ето ако ја гледам, изгуби од Јувентус. Ама го најдоа Донарума тогаш. Донарума го гледаме, више Го колку најдоа. време, уше Го најдоа. 23 години има, колку има. Заврши Колку школа, не мразам. знам, не сум утек. Има школа заврши? Вајда, врска. добро, право. Миланези не го поштуваат Донарума. Ја го поштуjem. Па не си од за Свака Милан му навијач. чест, да. Не Абе, сум добар навијач. голман, брат. Многу добар Страшно голман. ми езев. Добар Јас сега за голман. Што мене ми е лудо премиер лига што гледам и таман топ Юнајтед ќе изигра акција треба на Донарума го дам. Таа брат, као тај олабава таман. Не е фер. И у ПСЖ не беше фер. Ама у Милан да си останеше, ќе имаше некој шмек реално. Мај се е голманов на Франција. Менјал? Мањан, добар е, да. Е, Да, па тој стварно требаше не. Челси да го зимаат годинави си пишмани. Да, имаше нешто да читав Се дека пишманија, болje бил Санчес, Аха. болje Санчес. Или може би само Мањан Мањан е рекол звер. неќам да си. Мањарен не топ 3 голмани сигурно во моментот. Каква тема од Па не сега. сериозно, Ајде, брат. Може, дај ми- може. Од браните што ги дава, Може. он го држи Милан да е на второ место. Дај Страшен е, ми страшен е. 3 топ 3. Еве Менјон ќе оставиме у топ 3, не мора место. А на другите сите двајца- времења. Не бе, Не сега. 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 У свет. Ноер браниш? Па веќе е доста Повреден е цело старичок, време. да. Топ 3, храбро. Куртоа. Тоа. Сигурно. Куртоа, Донарума, Донарума. Менјон. Така би ги наредил? Не, Менјон прво место, Донарума. Добро бе, што е битно. Ама Не, е- ме ја ако кажам, Нема- ќе видат у FIFA, ќе ја сменат нешто. Поише пари за Донарума. Не бе, ако ми се свија, јас не би го кажал ова да не ми беше вау информација дека ти у топ 3. Сега читав дека можно е Очоа да се враќа да брани за Мексико. Видов. Тоа е, Шесто ама светско Ако брани, првенство, он ми е бе. трето место. И мене прво ми е ако брани. Ако Не, мене прво тоа е- место ми е Столе Димитриевски, па после Така е. може секој друг. Така е. Тој го Точно отпразнуваат, мислам дека за секој За Столе треба му се благодарни оваа сезона што се Дали стварно Валенција. Крена Валенција сам, брат. Ама нема. Те заклучи. Сам. Столе заклучи и вечер, ич нека не доаѓаат Да. данци, заклучи нема визи. Ја Абе, тоа ма, го- зна- Столе- усвари, ние сме Столе кај кога ќе заклучи заклучено е, брат. Ја векам најголема желание Страшен Столич голман е. работа нема.
Иш работа нема, да седи само таму. Ама сега у форма, ајде столе вечер. Ајде столе, Може столе. Фати им све. Не однесе и нас у Валенција на... Мене ме однесе у Валенција на утакмица со Реал, сега пред 2-3 месеци, и прича каков и како го гледаат него и како го доживуваат, не е само кај нас, значи он си е име и презиме таму, разбираш, као движени зграти, му трчаат, ептен го сакаат и он еве тоа, тебе со Канаваро, мене ми беше со Чуамени. Поминуваат играчеве, ја позади стола, само ме бута, ми вика, со овој можеш да се сликаш, ми вика, затоа што поминуваат зверкиве од Мадрид, само га ме фати, ми вика, сликај се со Чуамени, ја буквално застанувам пред него, нешто 2-3 збора на француски сменивме, се сликнав со Чуамени, ете таа прича ја имам од последно време интерес. Бон војаж, бон војаж. Бон војаж. Тепаа 2-0, што гајле му е, лава беше. Односно Валенција не изгубија 2-0, за жал. Али столе кине сега, да. Столе, нека кини вечер. Му пуштаме Нека енергија, кине. пуштаме позитивна енергија. Нека стави тоа лепакот. Колку ше саат време има Виделе нашиот утакмица? викендов одбрана столе, трча од крај на крај на гол се ака со глава у статива за да ја фати. Не го видов тоа. Кјоше Имаше горе, сега да и шутира. Ла Лига го сподели, ама страшен шут против Севилја, мислам дека. Брат, ти да одлучиш да бидеш во играва што ја знаеме сите фудбал, да викаш јас ќе ја бранам. Сите викаме јас ќе дадам гол. Напаѓа, да. И има еден одреден тип на луѓе што вика ја ќе ја фатам. Абе, кога сум бил, Кога ја шутираш, ја ќе ја фатам. кога Затоа сум се бил ни посебни. дете, сум се чудел секад. Како сеш да браниш? Да, брат, и различен дрес носат. Да. Значи, посебни се. Вика, ја у жуто ќе се облечам. Добро, брат, што сакаш прави? каман, Само нека не да каман. никој гол. Ја- Нема фрка за голманите. Да, па Никако нема, вика у розево. Океј, тактиката ни е, значи тука ќе застанем. Ама вика ја ќе Седи, ми ја седи. подавам. Добро бе брат. Океј, супер ти стои дресот. Вика за друго зборев. Збориш? Па збори на терен. ние кога играме фудбал се знае голманот не плаќа. Но кога бе плаќам вика. Кој треба, брат, колку треба да си откачен на Голман не таков мал плаќа, фудбал многу да си ја. храбар да кажеш, па ај кај ме пука овие сад време, пуши пари ќе им давам. Стварно, брат, стварно свака час. Свака А час. вака- Голман не треба да плаќа свака. Фудбал ќе играш? Си играл? Играме, да, играме. играте. Се собираме, да. Се трудиме сега, ќе играме. 6 на 6 вака екипи? Да. Имаме некој. Редовно? Не, сега периодов не. Добро, сега се Игравме зафатам многу, да. лани кога беше топло, игравме. Кога се доста. ослободиш? Да. Кога се ослободиш периодов, временски, наредни месеци да знаеме 6 да спремиш да ти спробаме. Да, имам добра екипа. И ја имам добра екипа. Многу добра. Добро. Ми се допаѓа дека имаш добра екипа. Предизвик. Па, Одма тука лајв на камера. Добро, добро. Кога ќе се ослободи распоредот, ќе ти пишеме Со задоволство. да играме 6 на 6. Играме 6 на 6. Прифаќаш, зашто со столе има 5 пенали, прифаќаш 6 на 6, така? Со задоволство. брат. Готово. Собираме предизвици. Собираме предизвици. Собираме предизвици. Да го пресметаме натаму со неговата екипа. Може полека да привршуваме со емисијата. Како ќе кажете? Имаме уште еден малку забавен сегмент, пред да завршиме само со овој дел, имаме неколку rapid questions, само да ги извадам, пошто не памтам. Паметниот запишува. После идеме на уште една забавна игра, ама оваа на Кири му беше измишлютка во последен момент. Па игра сега. Да. Ти треба? Не Ајде. игра, кратки прашања, само вајде Ги ќе читам трае таму телевизорот. 6 секунди, брат. Кире ќе ти А ги ти ги Меси или Роналдо? А, Многу битно прашање. Не може да како. не. Мора, брат. Мора. Знам дека имаш Меси. Зашто? Фер. Па затоа што го препознавам талентот. Ја мислам дека талентот е движечката сила кај него, како е работата, како затоа талентот го препознавам и повеќе Добра обсервација. Кака или Шевченко? Шевченко. Зашто? Заради сите голови што ги даде и многу. Не, как, не знам брат тоа. Какво прашање? кажи какво прашање. Кака Мене кој ми е го за кажа? Ебано? Не, Шевченко. Шевченко? Шевченко. Андри По-легендарен, Шевченко. мислам дека е, да. Па не е полегендарен, двајцата се страшни големи Ја од легенди, Шевченко ама почнав. Роналдино и Шевченко не гледам. фудбал. па ти си Челси играше Шевченко. Да, па, така почнав да гледам. Прочитав во весник дека потпишал за Челси. Брат, тој беше страшен Да. напагач. Едно време мислев кога бев помлад и кога нели гледа фудбал, како ќе ми се роди син Андри ќе го крстам. Па добро. Така мислев. Андри. Не е лош. Не, Андри? никако далеко од лошо, ама Андри. страшен беше. У Милан беше страшно, у Челси не би рекол. Мора колку има страшно. некои голови што ги Океј, даде за беше Челси. Челси, не беше тоа што беше у Не, Милан. не беше како ќе Да. биде тоа што беше у Милан, Златна дека топка, позади него се седеа Балон д'Ор освои Да. царот. со Инзаги работеа заедно и тоа. Филип Инзаги не го спомнам. King Offside, не го спомнам. Зборевме за Милан, GOAT, Милан плеер. Најдобар играч на сите времења за тебе. Утесно го ставаме Не, цело. Ово е ова, прашање, не знам. Сега немој трема на последно ова да те фаќа.
Нема уште. Скип? Нема скип. Нема како вака лесно попушташ? Ајде кажи. Гол на Милан на сидење. Да. Малдини брат. Малдини фер. Нема кој Фер. дека најсеј варијанта и Добро, ама сигурно фер, и да. точен одговор. Фудбалски играч што би сакал да го глумиш некогаш. Величи Шумликовски. Добро одговор. Фудбалски тренер што би го глумиш. Тренер. Како си каже оној не, тој од кошарка. Диего Симеоне. Затоа што он е многу лајта, Диего Симеоне е Не бе многу- Анчелоти сакам да Анчелоти. го пошто нема многу. Вегата е работа, креваш. браво. Креваш? Дечко вика 2-3 даваат, вика окей, се гледаме, жена ми ќе ме носи. Знаете за тоа дека стигал со хеликоптер на тренинг? Да. Дека жена Да, му да. е пилот. Пилот, да бе. И оди Да, на да. работа у Милано, он ще живее надвор од градот, дека ќе ме префреш да тренинг, да. На Како хелиодромот може? слетува у Миланело. Бос. Здраво дечки, стигнав у одело. Дојде вика тренерот. Топ. Фаца е. Значи Анчелоти би го Може. Поскапе такси во. Се За возиш него- тренеру со метро За и него, да. Да, вика се возам. Ајде Извини. Стендап или театар? Театар. Театар? Да. Стендапот е и театар исто. Така. Театар се каже. Тонте или Хонда? Во двајцата бе. Двајца. Тоа е платена. Абе чекај, тренав фудбал. Политички. Нешто почна да мава и Политички. Ајде. Мора малце да го фатиме и овој дел. Добри си двајцата и последно Атанас или Тино. се знае брат. И Ино. Кај се запознавте со Тино? колку време сте заедно? Во викенд куќата Средно кај имаш завршено? во училиште. Да ги прашаме сите прашања за Скроз него. да. Сите. Тоа беше тоа од регуларниот На дел 16. на... Ау, мислев за име такви што прашање. Се истрчува, пукање најглупото. Извини, мислев уште тераме. Тераме, идемо. Тоа беше тоа од регуларниот дел на емисијата. Имаме уште една или две Продолжете. забавни игри, зависи колку време ќе имаме, така да се враќаме назад, играме денеска со Атанас Guess the Player во оној форматот кај што ќе гаја кој е играчот, не даваме тимови. Така да го гледаш играчот, заматава на мој фацата, треба погодиш за кој станува збор. Добро, ова е лесно, ама чудно ми изгледа. Ова е кафу, Кафу. ама ми изгледа како фацата како Ромарио. Па, Гледаш? мислам дека Дарија наш се потруди да ги направи малце лица, затоа што ја и Кире, колку и да се мислиме дека знаеме све, не ги погодивме сите. Тоа не Да. ја нема да погодам. Преска една тешка легенда утнов, така да голем брат. Кафу Ова е е- кафу. кафу точен е одговор. точен одговор. Ето. Точно. Браво. Ова е сега. Спод дресот. Тоа е Тачно. Модрич. Модрич. Тачно. Добро. Тоти. Ние овој го утнавме. Не овој, претходниот. Тоти, да, тоти утнов. Ја и Кире го утнавме тоти. Две опции ми се, или е Вандерсар или е Петар Шмајхел. Ама Вандерсара, Вандерсар, точно. А он не носел никач мајке. што не са? Толку сте? Финита? Да. Толку сме? Толку сме? Па да му Брз беше. сега да правиме. И точен. Па добро среќа. Имаме уште една, чим времето ни дозволува. Да. Извади ги двата состави. Ајде Кири, тука кажи што ќе правиме. Му вадиме на Атанас две екипи од Милан. За мене лично, пошто сум од помладите генерации, една многу легендарна екипа. 2006 е. Не, само за окружување јацко. Предпоставувам, или 2009 и 2026 моменталната екипа на Милан. Атанас треба да состави идеална 11-ка. Почни од голманот. Не почнувам што десно. Сите. Воу, чекај малце, Лука Модрич го има. Стоп, немој да си ваков хейтер. Чекај, него видов. Да, значи Мањан Дида. Дида. Океј. Може. Јанкуловски Јанкуловски со кој да се спореди? Бартесаги. Со Бартезаги, Не може. со Павлович. Или ни Павлович Не играат исто. Ова е прво се различни формациите што Не, ја малце прави само разлика. вака Симни ги Салемекерси. Не може. Остави, Јанкуловски не беше солиден, да. Малдини Неста тоа не може да се допира. Треба Замброта да го сменам со кој со Сале.
Јанкуловски со Еступињан, така Еступињан. Да, игра, Јанкуловски така, Не, Јанкуловски секојаш. Јанкуловски. Ступињан ми е мене драма играч, малце со Не, повреди се мачи. ја мислам дека Тео Ернандес беше подобар. На пример, Може Тео Ернандес да Тео стане? Ернандес, да, може. Ама смеамо до вие само или можеме Па идејата ни беше да видиме некога екипи да Добро. склопиш идеална 11, ама не сме биле толку овакво, ама Тео Ернандес иде Тео таму, Ернандес ќе остане договорен. таму, да. Еве Гатузо и Амброзини, може да ги споредуваме со, еве да биде интересно, со не устари Модрич не може. Тука може Па, Салем Мекер може си Модрич, радио. зашто да не? Не, Модрич со Кака. Јаве го. Стайл head to head. Може тоа ќе биде Тоа е Модрич место Амброзини, да. Може. Така? Гатузо Модрич, Гатузо Модрич. Гатузо е недопирлив. не, Да, не, Гатузо не добро, реално. да прешка ти степа. не може, мора таков да има во екипата. Некој мора да врши таа работа. Мора. Напред што? Кака, Бекам, кој би дошол тука? Пулишич место Бекам? Не. Не, Роналдиньо, Кака, Бекам и Инзаги. А Фулкруг па многу го сака. Ја го сакам фул круг. Ама Многу, Вестием не му тренаваш многу прича. многу ми интересен, ама да, еден гол против Леч. Толку еден има само. Значи, значи само с- Тео Ернандес го ставаме у Тео Ернандес. Еве и Модрич и ќе го ставиме Модрич. место Амброзини. договорено, ќе го нацртаме, ќе го направиме, ќе го наштелуваме. Да. Дали има Од некој овие два клуба. Ама тука не е овој. Значи без Тео Ернандес, ќе си остане вака, само Модрич стајте го место Амброзини. Да бе, ние вака ќе Ова е добра споредба. Милан се втори со шанса за титула. Не допира овој состав до десниот состав. Па јас сум можеби израснат у тоа време сега. Нема, реално не допира. И некако не знам дали е истиот. Не може да го ставиш Томори место Неста. А некој па Не може да го ставиш Павлович место Малдини. Така да не може. па сега и Кафу ако го ставиш во оваа екипа, дали може некој било кој друг што Кафу. играл некојаш у Милан да го смениш? Не може. Не можеш, тоа Кафу е. ќе си биде Кафу. Исто и со мене ако ми ставиш Class of 92, брат. Знаеш што би имало проблем у Милан, например, да ги споредуваш да фала тука Сидор, фали Пирло, фали... Фали. Па чекај бе, чекај, ќе направиме све бе. Пирло, место кој би го ставил, еве знаеш дека Место... Тео Ернандес и Амброзини. Па тогаш пред одбраната ќе игра Пирло сигурно. Значи место Гатузо или место Модрич? А? Еве ти прашање. Идеална 11 не мора да играат у вистински живот. Па не, добро сега тоа. Пирло и Модрич знаеме дека и двајцата се Не може, не може. маестрос. Да. Ке секако у тимот се двајцата, па ќе видиме некоја повреден ќе игра другиот и така. Не може како да кажам. А тренер? All time? Миланез? Анчелоти. Така? Па не Па, знам, реално. не, со Анчелоти. Добар пик. Кога растев, он освои 2 титули. И, Европски првак и тоа ми беше како дете доста возбудливо. Риволите Да, што се Анчелоти. појавуваат, као видете каква екипа била Милан Интер у тоа време и кога ќе се појави Анчелоти со цигара у уста у тоа Па време. да, тогаш било Заедно, дозволено. Такви многу. застанат, па го гледаш тоа, што га е жабарине откачени, човече. Ете, значи Анчелоти го ставаме тренер. Анчелоти тренер. Добро, Диньо ќе си влага секако, Пирло го стави. Не, да, Диньо. Шпиц, место Инзаги, место Фулкруг, има некој друг? Ама 4-4-2 е идеалната. Да, 4-4-2. Диамантот. Епа, Дали би го сменил Бекам со некој може? Сигурно. со Шевченко. Шевченко е напред, со Инзаги, двајца се. 4, позади играат лево ти е Јанкуловски на сите време, нему да е, не бе. Кој играше лево најдобро? Коста Курта, не. Малдини играше лево, по кој игра Коста По- Курта, Барези, па Неста дојде пост. Добро, значи идеме вака, полека. Кафу, Неста, Малдини, Дида може, лев бек, мене ми се свија Тео Ернандес. ќе си го Па кажам. ја Тео искрено. Ернандес. Средина ми се Сидорф, Пирло и уште еден Сидорф, Пирло, Какан пред нив и десно Гатузо Добро. Напред. и Шевченко Инзаги. А А ти- многу. А Роналдиньо? Па нема да ми. Нема место? Ми се свија ова. Па добро Поштено. во оваа Поштено. овој состав на Милан. Не, Пошто. Него Барса му е пикот. у Барса е пикот и таму беше Да, да. неприкосновено. Не дека у Милан не Имаше правеше- у Милан. Стамба, Правеше, нормално, ама Жога. Оваа екипа ќе ја нацртаме сега што Оваа е. Шевченко Шевченко ќе Инзаги нацртаме, напад да. сигурно. Инзаги беше Направивме стварно едно легенда. 11. Инзаги ти у финале. Ти завршува работа против Ливерпул. King offside. Најачи. Да, Вика да, да. вежбавме, вика да ме погоди да влезе вежбано ни е тоа така. Ама такви играчи стварно изгледа како да све се удара у нив и Чичарито беше таков. Веруј ми дека има нух.
Веруј ми дека не е Сигурно сигурно. зна- Иди бе, дај Случајно ги. 100 години надолу. Иди бе дај ги истото го Ама викам, не да. знел. Влези играј ти, дека Да ти те- највише ме да те нервираат. види. Ама не знае, не. Влези, повели, пробај. Стигни прво да влезеш. Така, прво таму. Боже ти верува Да, дека да, ти да, ќе даш. да. Па и Мориньо бе Мулер еден исто од така. најголемите тренери вика, кога видов кој влага у 80-та. Батали работа. Вика влага и зајај 100% беѓа ќе направи. Стварно култен тим беа тоа време и дербињата што се игра и у Италија, а и у Европа. Во Европа беше Памтам Ливерпул Милан едно време беше нели две финалиња, 2005 па 2007 Ливерпул. 2005-та тоа што се случи. и тоа беше чудо од утакмица. Се знам Милан дека изгубија. Нема врска, да, тоа е. Чудо тоа е од неверојатно. утакмица. Тоа е. Истанбул. А после седмото финале 2 години покасно па згазија Милан. Ги да, Мислам многу 2-1 беше, мислам, ама ги Милан доминира, 2 многу да. доминира. А памтам една такмица против Оливер Кан, кога Бајерн, Милан Бајерн, кога и доаѓа на висока, само што ова и завршувам. Доаѓа на топка на Инзаги му доаѓа. Седи бе кај се брзаш? Му доаѓа топка и сака он на волеј да ја удри, ама некако несмасно ја удира топката. Оливер Кан рипа нормално на страната кај што би требало да оди топката од волеј, топката останува во воздух, Оли Кан е доле, само пуп, моја бутка, и Оливер Кан го има на клипот вака пре. Вика, дечко, па, рипна. Леле, стварно, окей, ме убедивте со ова memory lane дека сепак имаше драж јак у наше време фудбал. Ми се допаѓа. Или помлади бевме по-другачи ги гледавме утакмиците. Сега побрзо е времето, може и нема ни време толку да гледам. Не бе, јас си гледам уште. И Сите све утакмици од- ги пратиш? Викенд, сум, сабота, од срамота вака. Да, Од- прати. Од 1 Ја до пратам, 11 он прати сум пред многу. екран. Не сум коцкар, не сум ништо, туку си Абе, да, гледам. Фантази играм многу, ете тоа ми е да речеме зависта. Арно, ама да, сабота сум цел ден пред екран. Уживај си тоа што Стварно. Сега, аби искачам, фер тук, момент. ама ти е добро. пример тоа е. Пример. Сите утакмици, дури и ние некој Не сум шведска, не ти гледам, ама пример ќе изгледам Премиер лига не апсолутно. беве се. за Премиер лига, Да. било кој да се Е, погодат. Ги без гледаш? да. Па добро. И жабарите си играм. Стварно? Да, дербиња, да. Дербиње, добро. Па Комо ги гледам, затоа што ми се свија причата, Фиорентина заради ДГ, ама катастрофа си мој Зикин, многу го сакав кога почна да сјае. Кој место си себе? Има Трета, до- четврта. има Добри се. претензии они да играат во Добри се. Да, многу се добри. И тоа сега се у форма ептен. Валенсија си 5-1. играм исто. Ама Валенсија па као за среќа секогаш играат тунела, покасно не ми мешаат со Премиер лига што е така да баш е само таа си ја гледам и ништо друго. И ток. Ама не е малце. Ја и Кире сме малце на умни пратачи, формули, тенис и све нешто. Тоа е супер, брат. Тоа ни е Да, на баскет. Ако не го гледаш уживо, ќе го начекаш некако на телефон. Немој да бидеш кон нас, имаш посериозна работа уживо. Па не, ја би сакал да можам таа комоција да ги гледам сите на превод. Не бе убаво. Добро, убаво нас е. не е сега работа. Имам Како изговор. не, бе, Имам како изговор. не? Ја така викам, шо правиш сабота? Имам работа. А за вас кој е најдобар напаѓач на работа на 16-тик што има дајно најдобар гол? Мора да го поставам прашање да затвориме. Најдобар напаѓач? Не, бе. Најдобар гол од рап на 16-тик. Ти е Енри, така? Не, Хери Не, Кейн не. со пласот. Ја ќе бидам добро. многу пристрасен, ќе кажам Дрогба од вртење на волеј. Ау, страшен гол. Ау, страшен гол. Си го видел, 100%. Ја од рап на 16-тик, Драма. смеам, Смееш? со прво ми текнува. Ајде. Роналдиньо од Барса против Челси. Лели мене на тоа ми текно најозбилно ти Дека кажам. прво секоја ми реков рап на 16 од кој колено. прави. Да, леле и мене Со на шпиц. тоа ми текна, стварно. Иначе озбилно ти викам чекај да Страшен, го кажеш страшен ти. гол, брат. И мене ми текна. Да на не пепер. забораваме некој добар. На рап на 16 избориме, не поназад, не Да. Мене поише ми Тој е рап на Роналдиньо е 60-ник многу. по десно или Колено лево му е. да биде, значи не биде усредин. застана времето. Затоа Да, ти викам да, да. секој да не застанува времето, нема такви погодоци. Нема Нема, Ибрахимович нема, од 40 метра не дава маказици, не сум видел. Има ба Што пушкаш, збориш, брат? има голови, ама Што Избра даде од тоа- 40 тоа е метра, ретардирано. ножички, пријателски меч. Браво на 60 го чека. На рап на И тоа 16 со ножички го лобна голманот. Абе брат, луда работа. Ќе ми се смееш? Исто има многу интересен да Кристијано кажем. Роналдо, Ал Насер пред 7-8 кола од корнер му ја пушта мислам дека Мане и кикацот на прва ја начекува баш кај што е крупчето стои, тука на врв ќе ја Не става сум го се. видел гол. Не дека е најдобар на сите времења, ама тој исто ми Не текна. прво што ти текнува. Да, ама Ја ќе давам уште не е еден- тој најдобар. Само треба да провериме дали е на работа на 16-никот, ама дефинитивно е натака. Пандев, Уџе Нова кој играше, лобна голман, ама ја лобна
со умисла, онака како Меси што ги има. Стоење го лобно. Му дај на Буфон слободен. Перфектен гол. Му дај на Буфон слободен. Ово е уигра. И бе. на Милан им даде слободен, Да. ама и на Буфон каков гол му даде кога ги Е, па, издрибла да, сите ете. Лацио. Ете ти такви некои голчиња да коментирам. Да, така да, ете одговор на прашањето, дававме неколку гола. Чекај, ја не можам сега само со Роналдо, а и сите други што ми такнуваат се Роналдо. Чекај, стоп. Хамес Родригес светско. На Рап на 16 да, на на Колумбија. гроди, на вртење и Деле Али даде таков гол против Кристал Палас и тој мислам дека Тоа е и на Деле Али другата доаѓа, како груди на вртење ја по леј префрла, папа. се врти, Многу дури се ја убави префрла, тие голи. многу се убави тие. Секој Да. гол од edge of the box. Мене е исто за на кака голот против Манчестер Юнајтед. Кога се удрија Хајнци и Евра еден од друг, тоа беше Страшен. страшен Страшен, гол. страшен. Хајнци и Браун. Хајнци и Браун. Не знам, може А треска. може Евра. Небитно. 3-2 тепа Юнајтед таа утакмица. Ама и втората тоа реваншот за пола 3-0. саат се Седров ја. Каков шут. На дождот, епа, на тоа дождот. ми е, Абе, тоа ми се core memories. Не знам дали сте го гледале бива Оскар од Челси со Јуве на Пирло меѓу нозе од вртење која му ја. Таа беше точно од раб на 16. Ја прима Оскар топката. Со грпе, Пирло му е тука, му ја лупа меѓу нозе, се врти и кифла. И следна после 2 месеци отиде у Кина царот. Да, 50 милиона. Али да. Тој на Хамес Родригес ми е мене. Омилен. Тоа е добар гол. Тоа е добар гол. Леле кака сега ми текна. Со глава ја допира, овие се Ама така елегантно делува целото како да е све да е умислено. прелесно. Да. И си заврши леле стварно како играч. И викаш кака Шевченко појако од кака. Јако. Мене кака стварно ми беше тоа Ама јас се слагам, ама тоа да, ама Шевченко и 2003 освои. Да. Да, ама јас Шевченко ми почиња кога ти кажеш core memory. Јас Да, со бе, него да. почнувам. Така е. А кака после кога доаѓа викаш па ова не возмо, па пато. Двајца, леле пато. А пато кога се појави тоа не прекинува А Кевин- голови. Кевин- да. Кевин Принц Боатенг. Па добро. Еј, мене, И тој ми тој има беше- добри голови. На Барса Против него Арсенал. гол. И на Барса. Кога си ја префрла А па исто вака од позади. Да. и тогаш беше она најакиот тим на Барса, на Ерика Бидал го фрли на земја, мислам. Да. дека. Ги има, леле, Милан стварно имаат интересни причи. Многу јака екипа. Мене ми изгледа Легендарно. пакет треба да викнеме. Добро е кога сакате што. Може? Може. Следната за Лига на шампиони не ќе коментирам. Сакаш така? Може, да. Па за да влезе Милан во Лига на шампиони, сега вака гледаш како малце како понижен зборувам. Не, сигурно влага, тоа готова, Ќе ама влезе и ќе може да коментираме. бидеме аналисти, да, за Да. Милан. Така да Edge of the box влезем се Athens. дефинитивно, така да. Ај прво на Вардар работнички да гледаме Договорено. еден меч. договорено. Ја баш сакам да видам Кире со кој таму седи на трибини. Тофо. Со то, па реално. Мислам дека време е за утакмица да се спремаме. Да, Дојде. не јаде времето веќе. Ајде со среќа Македонија. Тоа беше Ајде, тоа се 16-та епизода, Атанас сите гости ги прашуваме како си помина денес. Фантастично. Фала ви на покана да имате уште 200.000 емисии, супер ви ова, терајте, Фала ти газате. многу. Фала на Фала покана. што не угости. И ние си поминавме предобро, многу забавна епизода, се надам дека и вие. Пред да се угасиме, лайк, шер и субскрайб на нашиот YouTube канал. И тоа е тоа 16-та епизода of the Box. Си гледаме во наредната.